Од почетокот на месецов се воведоа нови начини за плаќање патарина, па сега има 5 начини за да се помине на платната рампа. 3 опции постоеја и до сега, со кеш или со платежна картичка кај работникот во кабината за наплата. Постаро се поминува патарина иако возачот нема пари, опција што ретко кој знае дека постои. Добар ден. Браво. Немам пари. Дадеме прекрасичен билет за патарина. 24 часа има срок да оплати. Може? Може да водите, да си подигнете и го влетите. Фала ви многу, пријатно. Но не е се постаро и за досегашните начини за плаќање патарина. Со кеш или платежна картичка не може да се помине на сите ленти. По крајната десна лента се поминува само со уредот наречен МТАК. Апаратчето чини 1200 денари и потоа мора да се надополни со кредит за најмалку 300 денари. За поминување на патарината, возилото треба да ја намали брзината и уредот да биде поставен според упатството, за да може сензорот на патарината да го регистрира поминувањето. На посебен екран има и информација за возачот, колку го чини патарината според категоријата на возилото, а потоа уште колку пари има на уредот. На дополнувањето, продажбата, купувањето на тие уреди се извршува во контролниот центар, во новиот продажен салон во контролниот центар, во дирекцијата на јавното предпријатие во центар, на сите наплатни станици што гравитираат на коридор 10. Предноста која ја нуди МТАК е што патарината се минува побрзо, а со употребата на уредот има и попусти од 2 до 7% на цената на патарината, зависно од сумата на надополнување. Возможено и фактурно, значи вирманско плаќање со едно побарување на мејл, со поднесување на податоци од правниот субјект, каде што ќе се наведе значи назив на фирма, седиште, даночен број, кој што нас ни е потребен да го внесеме во електронскиот систем, преку кој па ќе може субјектот да се регистрира на нашиот веб портал и од таму да ги црпи тие податоци што се за него потребни. Кога поминал на наплатна, како поминал, колку му се наплатило. Додека уредот може да се надополни во било кое време, во моментов не може и да се купи во секое време од денот. Продажниот пункт работи од 8 до 16 часот. Ова важи и за вториот нов начин за плаќање патарина, наречен МКАР. За разлика од МТАК, оваа паметна картичка како уред чини 100 денари и се надополнува за најмалку 300 денари. Со нејзе може да се помине на сите ленти. Не е проблем да се помине и доколку семафорот ви е црвен. Можете и кај МТАК кај што пишува и кеш кај што пишува со картичката може да попине. МКАР се користи на тој начин што кога возилото ќе се приближи на наплатната рампа, возачот мора да застане до читачот кој служи само за оваа картичка. Читачот е поставен во кабината за наплата во лентата, непосредно пред рампата. Во моментов, новите начини на плаќање патарина се достапни само на 5 наплатни рампи и тоа на коридорот 10, односно автопатот од границата со Србија до границата со Грција.